Во секојдневниот ден ние се соочуваме со вештачката интелигенција околу нас на секои 5 минути. Дали е тоа од употреба на ChatGPT за пишување на текстови или е употреба дури и сега со гама презентации со вештачка интелигенција во 5 минути вака правиме целокупна презентација. Значи вештачката интелигенција многу помага во секојдневните акции на нашиот живот. Дали е тоа во маркетинг или е во финансии или е во HR, не е битно, во автоматизацијата што ја нуди вештачката интелигенција ни помага да може да бидеме покреативни и побрзи со нашите таскови преку ден што ги имаме. Улогите кои што се отвараат на база на оваа вештачка интелигенција, генеративна вештачка интелигенција да кажеме, вештачката интелигенција одамна е тука. Генеративната вештачка интелигенција има многу улоги што се отвараат. Некои од нив се потехнички, некои од нив се покреативни. Јас сум човек кој што влезе во AI од креативниот аспект и вклучуваат све од prompt engineering за кој што ќе збориме малце подетално, до кодирање со Python, до тестирање, буквално има и улоги каде што самата стратегички карактер на човекот е потребен за да може да прави комуникација со AI системите и да знаат дали правилно размислуваат или тестирање на самите AI системи. Така да улогите се огромни и се повеќе и повеќе се раѓаат нови улоги и најбавото е што не мора да си со позадина на кодер за да можеш да влезеш во овој свет. Што треба да научи една девојка или жена за да влезе во светот на вештачката интелигенција, иако нема основи за кодирање, односно програмирање? Многу добро прашање, многу често прашувано, затоа што не сите ние доаѓаме од техничка позадина. Всушност и голем дел од нас, поготово жените, доаѓаме од покреативни улоги. Јас самата не сум кодер, али се заљуби во prompt engineering, инженирање на промптови. Тоа е кога ќе размислиш логично како треба еден систем да размислува и го поврзаш со правилен начин на инструкции преку пишување. Јас би рекла сите да се внесат во prompt engineering, тоа е еднината. Исто така од аспект на тестирање има алатки како Panda или Python кои што може да се користат, кои што не се многу тешки да се воведеш во нив, а понатаму многу се добри за да можеш да тестираш како овие системи работат. Така да дефинитивно сите жени, сите девојчиња, сите што искачаат од основно и нагоре, јас би рекла prompt engineering е број 1.